Колку булингот влијае врз депресијата и анксиозност, бидејќи е присутен малтене од период на 3-4 години, кога веќе децата осознаваат за себе, па дури и во универзитетски клупи има. Или се бубалици, или се навредувани на некој друг начин. Колку има тоа влијание врз целокупната состојба на менталното здравје на едно дете? Знаете, булингот има значителен фактор, бидејќи лицата кои што на некој начин се, дали со зборови вербално омаловажени и им влеваат чувство на несигурност, на нестабилност, им го отвараат патот кон одредена стресна состојба, која што како таква, ако не се препозна и трае долг временски период, ќе доведе до депресија. Но од друга страна и децата кои што го вршат булингот, најчесто се лица кои што повторно емотивно се некако незадоволни, неостварани, фрустрирани. Може би го виделе и насилството во нивниот дом од каде што потекнуваат или во домот на значајни блиски од каде што инкорпорирале таков начин и поведение. И од тука не е само битно да се следи развојот на личноста, на младата личност која што е булингувана, односно трпела и физичко или вербално насилство, туку да се офати и структурата на лицето кое што или групата на лица кои што го прават ова врсничко насилство. Бидејќи ниту едното треба да се поддржува, а треба да се заштитуваат и двете страни. Да му се укаже на лицето зашто прави насилство и да се изнайдат здрави механизми за да се разрешува таа состојба, но значително да се помогне да се зајакнат здравите капацитети на личноста за она што е способна и квалитетна и талентирана, за да може да го надмине овој процес каде што одреден временски период трпела навреди, омаловажувања, а понекогаш и физичка сила и насилство.